Помина речиси 20 на години како крстарам низ Скопскава регија, каде што во изминативе 2 децении направив документарни записи за речиси 40 на скопски села од вкупно 51 село, каде што мештаните ми го раскажаа минатото за нивните родни места, надополнети со веродостојни сведоштва, материјални артефакти, пишани документи, со кои располагам копајчи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, се со цел да се пробуди поривот пред се меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа регија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етнографијата, за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Да се биде хроничар за така народно да се изразам за Скопскава регија, поточно речено за селата во Скопско Црногорје, е тешка и одговорна задача, затоа што сите тие збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги опфати оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дело од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец успева да ги доближи до читателот, слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Селските населби во Скопско Црногорје се оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, каде што големиот број на културно-историски, архитектонски, археолошки знаменитости со нивната зачуваност, разновидност и интегралност на овој регион му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за моја нова дестинација, за мој нов документарен запис, посебно за населените места во Скопско Црногорје, ова 25-ово господово лето, неколку дена пред Великден, копајќи во мојата архива, поточно речено со шаховски збор да се послужам анпасан, налетав на скопското село Глуво, сам себе си реков, ете Зоране, според Великденското господово провидение, пишано ти било овој пат да го посетиш селото Глуво, а воедно и сам си дадов одговор на прашањето кој ден да дојдам во ова село, се разбира за Великден. И навистина така и бидна. За скопското село Глуво на сам ден на Великден тргнав според мојот стар обичај во раните предпладневни сати и овој пат пристигнав во црковниот двор во црквата Свети Никола во селото Глуво, каде што ме пречекаа мештаните од ова село, исто онака кога го посетив ова село пред 14 години на сам ден на Свети Никола Зимен, заедно со еден од најпознатите етнолози, историографи, не само во македонскиве, туку и во балканскиве простори, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријево филм,
професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во Скопско Црногорје по нова истражувачка мисија. Браво збре Зоране, алал ти вера бе пријателе, мило ние што не си заборавил на зборот што си го дадовме пред 14 години, кога го правеше документарниот запис за нашево село, дека пак ќе не посетиш, ете на овај убав ден, на сам ден на Великден, да ти ги дораскажеме недораскажаните приказни за историското битисување на нашево село, што тогаш останаа недораскажани, а сето тоа да го насликаш, како што во тоа време го наслика нашево село, ми велеа мештаните од селото Глуво. Зоране стар пријателе, дали знаеш ти што направиш документарниве репортажи за нашиве села, како што ти ги нарекуваш заборавени села во Република Македонија, посебно за Скопскиве, знаеш ти дека со ова ти што го правиш, кој порив им го даваш не само на нас постариве генерации од ова село, туку и на младава генерација македонци, затоа што ова ти што го работиш од Бога ти е дарено. Почитувани мои, 30 години патувам низ нашите заборавени села во Република Македонија. Почитувани мои, помина речиси 10 години, кога првпат наминав овдека во Скопско Црногорје, поточно речено во селото Глугово, по покана на мештаните до ова село, и тоа на сам ден на Свети Никола, на зимен Свети Никола, каде што мештаните ми ги раскажаа многуте приказни за историското битесување на ова село, а воедно и за духовниот живот овдека во ова село, во црквата Свети Никола. А исто така после поминаа, така да речам, и 10 години, кога овдека наминав и во манастирот Свети Атанасије, каде што тука некаде 2015-тото господово лето, пролета, после Великден, наминав овдека во овој манастир, каде што беше во зародиш, така речено, врз старите темели на многовековниот манастир, каде што почна реобновата на овој манастир. Како што напоменав, ете, според Господово провидение, Господ сакаше да го посетам ова село, ова 2025 Господово лето, на првиот ден на Великден, да наминам овдека во ова село по покана на мештаните, не само да присуствувам на великденското празнување во ова село, туку мештаните да ми ги раскажат недораскажаните приказни за битисувањето историско на ова село, а пред се и духовното манастирско црковно битисување, затоа што се со цел да овие дивни приказни да им ги пренесеме на генерациите, не само младата генерација од ова село, селото Глуво, туку и на генерациите македонски, кои што ќе доаѓаат очего по нас, за да не останат покриени од правта на заборавот. Почитувани мои, најсетне, како што е канонскиот реп, продукцијата Маријова филм, заедно со окото на камерата на мојот снимател Витор Костевски, ќе присуствуваме на утринското богослужение во црквата Свети Никола, овдека во селото Глуво, каде што мештаните ќе дојдат во овој многовековен духовен православен храм, да се запала свеќа, да се помолат на Бога за здравје, а и се разбира да си го честитаат великденските празници со познатиот збор Христос воскресе, да вистина воскреске, а потоа ќе отидеме и во манастирот Свети Атанасиј, каде што и таму, окото на камерата на мојот снимател Витор Костевски, ќе се обиде да ви пренесеме во продолжение на ова репортажа од манастирскиот духовен живот, од манастирската, така да речам, утринска литургија, се разбира по повод еден од најголемите празници православни, христијански, не само во Македонија, туку и ширум православната екумена, Великден. Почитувани мои, соборскиот народ во соборната црква во селото Глуво, Свети Никола, ме замолија пред да ми ги дораскажат недораскажаните приказни
за историчкото битишување на нивното село, а воедно и старите великденски адети и обичаи, најсетне мојот, а бога ми и пријател на мештаните од селото Глуво, професорот Драгослав Миновски, да ги запознае со неговите етно и историографски сознанија не само за историчкото битисување на нивното родно село, туку и со великденските адети и обичаи во сето Скопско Црногорје. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Великден е најголемиот и најсветиот празник во православниот христијански календар. За разлика од Божич, кој се слави како ден на Христовото раѓање и носи радост поради доаѓањето на Месијата во светот, Великден ја означува конечната победа над смртта и потврдување на Христовата божествена природа. Тој е духовниот темел на верата во вечниот живот и спасението. Во православната литургија, празникот Великден е толку значаен, што често се нарекува празник над празниците и прославување на празниците. Неговото празнување не трае само еден ден, туку литургиски се празнува во текот на целиот период од 40 дена, до празникот Вознесение, додека духовниот ехо на Великден останува во срцата на верниците во текот на целата година. Како и секоја година, празникот се слави во првата недела по полната месечина по пролетната раноденица, но според јулионскиот календар кој го користи православната црква. Овој датум не секогаш паѓа во ист ден секоја година, бидејќи Великден се вбројува меѓу празниците што се движат. Определувањето на датумот на Великден се заснова на месечевиот сончев календар, кој ги комбинира сончевите и лунарните циклуси. Според правилата, утврдени на првиот Вселенски собор во Никеја во 325 година, Великден се празнува во првата недела по првата полна месечина, што паѓа на или по 21 март. Во православието, јулијанскиот календар се користи за пресметки, што е 13 дена зад Грегоријанскиот календар, што дополнително го менува датумот на прославата. Исто така, за разлика од католиците, православните верници се придржуваат до правилото дека Великден никогаш не може да падне пред еврејската Пасха, што дополнително влијае на разликата во датумот. Поради сите овие фактори, православниот и католичкиот Великден ретко се паѓаат во ист ден. За да се пресмета точниот датум на Великден во православната црква, се користи православната Пасхалија, посебен календарски систем кој ги комбинира циклусите на полна месечина и денот на рамноденицата според јулијанскиот календар. Овој систем се развивал низ вековите и станал универзален метод меѓу православните цркви. Важна улога во зачувувањето на овој систем игра Ерусалимската патријаршија, која се уште го користи традиционалниот метод за одредување на датумот на Великден. Духовната подготовка на Великден започнува со Великиот пост, кој е најважниот и најстрог пост во православниот календар. Започнува со чист понеделник, кој секогаш паѓа 48 дена пред Великден и трае вкупно 40 дена пост плюс уште 8 дена од Страсната седмица. Овој ден е символично време кога верниците се откажуваат од секојдневните задоволства и се посветуваат на молитвата, тишината, простувањето и внатрешната преобразба. Постот не е само физичко воздржување од мрсна храна. Тој е првенствено духовен подвиг. Верниците се повикани на покаяние, на прошка, понизност
и концентрација. Постот ги подготвува срцето, телото и душата за најголемиот празник во христијанството. Великиот пост трае 40 дена и завршува во петок навечер пред Лазарева сабота, но веднаш продолжува со Страсната седмица, последните 7 дена од Христовиот живот на земјата, кои имаат посебно значење во литургијата и народната побожност. Страсната седмица е најемотивниот и најинтензивен дел од Великиот пост. Секој ден се нарекува велики. Велики понеделник, велики вторник и секој ја носи символиката на Христовото страдање. Велики петок, денот на Христовото расплување, се смета за најтажниот ден во христијанството, додека Велика сабота е ден на тишина и чекање на воскресението. Лазарева сабота е 8 дена пред Великден. Се сеќава на чудото на Христовото воскресение на Лазар од мртвите. Се смета за навестување на собственото Христово воскресение и го означува крајот на 40-дневниот пост. Цветници, недела пред Великден. Во спомен на Христовото влегување во Ерусалим, верниците во црквата носат цвеќиња и гранчиња од врба, кои се осветуваат. Велики петок, ден на строг пост и тишина. На тој ден не се служи литургија, освен во исклучителни случаи, а во црквите се изнесува плаштеницата која го символизира Христовиот гроб. Верниците ја бакнуваат и минуваат под неа во молитва. Голема сабота, ден на тишина и исчекување. Вечерта се служи полноќна литургија со која се воведува празникот Воскресение. Постот има трикратна функција. Прво, физичко чистење, воздржување од одредена храна. Второ, духовно чистење, молитва, исповед, прошка. Трето, социјално прочистување, смиреност, помагање на другите и концентрација. Постот ги подсетува верниците дека не живеат само од леп, туку и од Словото Божјо. Го отвора срцето за сочувство, ја брише гордоста и ја подготвува душата за средба со воскреснатиот Христос. Без пост, Великден не би ја имал својата целосна длабочина, зашто воскресението доаѓа по страдањето, темнината и смртта. Великденската богослужба во православната црква започнува во сабота навечер, точно на полноќ, и представува еден од најсветите моменти во црковната година. Верниците се собираат во темнина, во тишина, со запалени свеќи, во исчекување на триумфот на воскресението, кое доаѓа по темнината на Велика сабота и болката на Велики петок. Службата започнува со полноќна миса, последниот чин од сезоната на Великиот пост, кој завршува непосредно пред полноќ. Тогаш светлата на црквата се гаснат, а свештеникот зема запалена свеќа од олтарот и извикува: "Оди, прими ја светлината од светлината што не избледува и прослави го Христос воскреснат од мртвите." Ова е моментот кога темнината на гревот и смртта символично завршува, а светлината на новиот живот започнува преку воскресението. Откако сите присутни ќе ги запалат своите свеќи од свештеничката свеќа, следува литија, свечена поворка околу црквата. Верниците, предводени од свештеници и пејачи, 3 пати шетаат околу храмот, пеејќи стихови од псалмите и пасхалниот тропар. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја уништи смртта, а на оние во гробовите им даде живот. Оваа тројна литија има длабока символика. Трите поворки ги представуваат трите дена што Христос ги поминал во гробот, но и патувањето на душата низ смртта до воскресението. Тоа е символично простување со темнината и свечено добредојде на Христовото воскреснување од мртвите.
На крајот од поворката, црковните врати символично го представуваат запечатениот гроб на Христос. Свештеникот тропа на затворената врата и поздравува: Христос воскресна. Верниците одговараат: навистина воскресна. Вратите потоа се отвораат и сите влегуваат во осветлениот храм, знак дека воскресението ја победи смртната темнина. Најпрепознатливиот и најсветиот поздрав меѓу православните христијани за време на Великден е: Христос воскресна. Навистина воскресна. Овој поздрав не се користи само во богослужбите, туку станува секојдневен поздрав на верниците во текот на целата Великденска недела, а во некои заедници за сите 40 дена до празникот Вознесение Господово. Во теолошка смисла, овој поздрав не е само форма, тоа е сведоштво за верата, исповедање на вистината за Христовото воскресение и надеж во вечниот живот. За време на богослужбата се користи посебен литургиски тон, познат како пасхален, кој е радосен, возвишен и славенички. Сите песни и молитви ја слават Христовата победа над смртта, а свештеникот и верниците пеат: Христос воскресна од мртвите. Великденската богослужба, позната и како пасхална литургија, го означува влегувањето во сосема нов период во црковниот календар. Од тој момент до празникот Вознесение Господово трае пасхалниот период, кој во литургиските книги се нарекува Педесетница, од грчкиот збор за 50. Неделата на Великден, позната и како Светла недела, се слави на посебен начин. Во таа недела нема пост, дури ни во среда и петок, бидејќи целата недела се смета за продолжување на празникот Великден. По 40-дневниот пост и духовна подготовка, домајчинствата во православниот свет го слават Великден со празничен семеен ручек. Ова е време за семејно собирање, заедничка молитва и уживање во храната подготвена со посебно внимание. Трпезата е богата и символична, со јајца, сладки, печива, сирење, колачи и се разбира прво посно, а потоа мрсно јадење. Храната е благословена, а децата често тријат црвено јајце на лицето за да бидат здрави во текот на целата година. Боењето јајца е еден од најважните обичаи поврзани со Великден. Во православната традиција, јајцата се боедисуваат на Велики четврток или Велики петок, а најважно е првото црвено јајце кое има посебно значајно место. Црвената боја има длабока символика. Ја представува Христовата крв пролеана на крстот, но и животот, силата и воскресението. Покрај црвените јајца, денес се боедисуваат во различни бои, кои символизираат радост, обновување и пролет. Постои обичај да им се даваат јајца на сите гости кои ќе дојдат во куќата за време на празниците. Исто така, при посета на роднини, пријатели или кумови, задолжително е да понесете во единствено јајце како символ на мир, на радост и победа. Великден го представува темелот на христијанската вера. Моментот кога според Евангелијата Исус Христос воскреснал од мртвите, потврдувајќи ја својата божествена природа и победата над гревот и смртта. Овој настан не е само историски чин, туку духовна пресвртница во односот на човекот кон животот, смртта и вечноста. Во теолошка смисла, воскресението Христово го потврдува сето она што тој го проповедал и објавил, дека смртта не е крај, туку почеток на вечниот живот во заедница со Бога. За христијаните, Великден е празник на надежта. Тој ја носи по раката,
дека мрачните моменти во животот, страдањето и загубата не се конечни. Воскресението Христово покажува дека зад секое страдање се крие можноста за преобразба и обнова. Според тоа, Великден е духовна зора, потврда дека светлината секогаш ја победува темнината. Оваа надеж има длабоко лично значење за верниците, ги подсетува дека дури и смртта не е крајот, туку вратата на вечниот живот. Затоа, Великден е празник на радоста и ослободувањето, славење на нешто што е над секојдневието, триумфот на духовниот живот. Во пресет на Великден, многу луѓе сакаат да внесат празнична атмосфера во своите домови, да ја украсат трпезата со празнични символи, а најмладите да ги почестат со посебни подароци. Православниот Великден во 2025 година се слави во недела на 20 април според јулијанскиот календар што го користи Македонската православна црква. Почитувани мои, како по стар адет и обичај, во православната екумена, кога станува збор за православните духовни празници, не само кај македонскиот народ, туку и кај православната екумена, според оние стари приказни што ни ги раскажуваа нашите дедовци баби, во вистинска смисла на зборот христијанството почува да се слави со Господовото раѓање, кој што е секогаш на 7 Божик, а исто така заедно 15 на дена христијанството, значи, почнува да се слави и со Христовото, односно Христовото богојавление, каде што во реката Јордан и Јован Претеча го крстил Исус Христос, а символот на тоа крштевање, пак ќе речам, се овие води, оваа река, оваа чиста изворска вода, не само во реката Јордан, туку и овдека во Скопско Црногорие, овдека во селото Глуво, овдека во самата така наречена, како што мештаните ја нарекуваат, Глувовска река, која што од памтивека па до ден денешен, така пак народски да се изразам дека христијанските православни празници почнуваат од Христовото раѓање, пред се од Коледе, од Бадник, поточно кажано со коледарските огнови кои што почнуваат на 2 јануари секое ново Господово лето од Игњат, каде што по селските населби, по малата се палат огнови, заклучно со коледарските огнови кои што се на 5 јануари, на 6 е Бадник, додека на 7 е Очиго Божи. Но исто така, после тоа, како што напомнав, тука имаме од мештаните кои што не отпоздравува, се вика луѓето мораме да ги отпоздравиме, да и да продолжам со мојата мисла, дека од Божик, после тоа се доаѓа водици, имаме машки водици, женски водици, каде што на богојавление Исус Христос, како што напомнав, е крстен од пророкот Свети Илија Претеча. Ете, овдека во оваа река, од селото Глуво, тука има еден базен кој што неодамна го изградија, меѓутоа на времето и секој Господово лето тука мештаните доаѓаат да го одбележат богојавление, се врла крстот и сите оние традиции кои што овој христијанската екумена ја прави. Ете, што се вели, напомнав дека тука се наоѓа и манасирот Свети Атанасије, ќе одиме натаму. Пак нека е денот на здравогодини и како што напомнав, ете денеска е Великден, тука сме во самото село Глуво и дел од ова наша посета ќе ви пренесеме во продолжение на ова репортажа, но пред се едно би додал пред да ги видите многуте приказни што мештаните ќе ми ги раскажат од ова село, кои што се недораскажани, кои што останаа недораскажани, кога намена пред 10 години.
Сакам да ви напомнам, да ве запознам со моите досегашни истражувања за великденските празнувања, копајќи низ архивите ширум Македонија, а воедно и да ви пренесам во ова репортажа со историските духовни сознанија на еден од непознатите современи македонски антрополози, географи, етнолози и пред се историчари и дел од продукцијата на Мариофилм, господинот Драгов Сламиновски, кој што ете овдека во Скопско Црногорие беше дојден заедно со мене, заедно со мојот снимател Виктор Коштевски, беше дојден овдека во Скопско Црногорие по една нова негова манастирска, духовна и црковна мисија. Пак ќе наминам на самиот ден на Великден. Погледајте и уживајте. Во православната традиција се користат поимите црква и манастир. Но многумина не знаат дека овие два вида на богослужби имаат различни улоги и значење. Црквите служат како места каде што верниците се собираат и вршат литургиски обреди, додека пак манастирите се центри на монашкиот живот и духовност. Ова разлика помеѓу црква и манастир не се огледа само во намената, туку и во архитектонскиот стил и специфичните ритуали што се изведуваат во секое од овие светилишта. Со разбирање на основните разлики помеѓу црквата и манастирот, верниците и посетителите можат подобро да го ценат богатството на православното наследство и придонесот на овие свети места за заедница. Православните цркви се препознатливи по својата единствена архитектура, значајната улога во заедницата и богатата традиција на црковните ритуали. Овие аспекти ќе ги истражиме подетално со цел подобро да го разбереме значењето и функцијата на православната црква. Архитектурата на православната црква има длабоко символичен карактер. Препознатлива е по своите куполи кои го символизираат рајот и духовниот стремеж на верниците. Внатрешноста на црквата е украсена со иконостаси и фрески, кои представуваат библиски сцени и светци. Овој богат визуелен јазик го поттикнува осветувањето на просторот и интимноста со вера. Црковните и манастирските обреди во рамките на православната традиција се богати со символи и длабоко вкоренети во Светото писмо. Централниот дел на православната литургија е Евхаристијата, која ја символизира заедницата на верниците со Христос. Покрај Евхаристијата значајни се и други обреди, како што се крштевањата, венчавките и воскресението, кои со своите ритуали и молитви овозможуваат зајакнување на верата и духовната врска со Бога. Православните манастири се познати по својата уникатност, сместени на места идеални за монашки живот во манастир и вистинска духовна пракса. Овие оази на мир обезбедуваат совршена средина за оние кои бараат духовност и посветеност. Монашкиот живот во манастирот е длабоко поврзан со молитвата, со постот, тишината и секојдневната работа. Сите овие елементи ги создаваат основите за духовната посветеност, својствена на монашкиот живот. Почитувањето на строгите правила на манастирот го регулира начинот на живот и помага
да се задржи фокусот на верските цели на верската заедница на манастирот. Архитектурата на манастирот е функционално прилагодена на потребите на заедницата. Се состои од скромни челии, трпезарија, библиотека и често затворен двор, каде монасите можат да поминуваат време во медитација и работа. Манастирот има специфични обреди кои се разликуваат од вообичаените црковни. Овие обреди се поедноставни, но не помалку длабоки. Тие се изведуваат во склад со монашкиот животен ритам, нагласувајќи го стремежот кон лична духовност и посветеност кон Бога. Правилата што го придржуваат монашкиот живот во манастирот помагаат да се зачува редот и дисциплината помеѓу членовите на заедницата. Разликите меѓу православната црква и манастирот се во функцијата, во структурата и во секојдневните активности. Архитектонските карактеристики се приспособени на нивните специфични улоги. Црквите често се фокусираат на собирање на голем број луѓе, додека пак манастирите се градат со засолништа за размислување и молитва. Редовни литургиски богослужби за заедницата се одржуваат во црквите, додека обредите се вршат во манастирите според строг монашки распоред. Преку проучување на архитектурата, ритуалите и секојдневниот живот во овие верски институции, можете појасно да го видите богатството и сложеноста на православната традиција. Тоа придонесува за вреднување не само на религиозното наследство, туку и на културниот идентитет што ја обликува нашата заедница. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. По дишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот. Уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно, ништожен, односно
стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, може би ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете, според Господовото провидение, ме наведе по 14 години повторно да го посетам селото Глубо на сам ден на Великден, ова 2025 Господово лето, а мештаните од ова село повторно да ми бидат домаќини, за да ми ги дораскажат недораскажаните приказни, како за историчкото битисување на ова село, така и за старите великденски адети и обичаи. Почитувани мои, моите домајчини мештаните од селото Глубо ме замолија да наминам, а воедно да го посетам и етно ресторанот, а воедно и единствен етно музеј во нивното село Рибиримус. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Почитувани мои, за секоја куќна слава, или пак за селска слава, или пак, за, како што вели народот, за верска слава, како што е Бадник, Божик, како што е Стара Нова година, како што е Водици, како што е Прочка, како што е Спасов ден, Петков ден, Илинден, Мала Богоројца, Голема Богоројца, Крстов ден, Митровен, Свети Никола, а исто така и за Христовото воскресение, Великден. Според стари адет и обичај, ете да речеме за Великден, на првиот ден на Великден одаат помладите да им го честитаа празникот на родителите, на дедовците, на бабите, а пак со сите оние стари адети, пошто пролетно време Великденот, со дробена зелка, со патлиџанче, крставичка, а се разбира со природна ракија, а сопратена помните и со јагнешко месо, така е традицијата. Овдека во Република Македонија, пред се овдека во Скопско Црногорие, тој стар адет и обичај, се уште можете, освен во кај домајчините, можете да го најдете и во етно ресторанот, кој што овдека се наоѓа во селото Глубово, а етно ресторанот овдека во селото Глубово, неговото име е Рибиримус. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете според Господовото провидение,
ме наведе по 14 години повторно да го посетам селото Глуво на сам ден на Великден, оба 2025 господово лето, а мештаните до ова село повторно да ми бидат домајчини, за да ми ги дораскажат недораскажаните приказни, како за историчкото битисување на ова село, така и за старите великденски адети и обичаи. Почитувани мои, аудиовизуелниот документарен запис за единствениот етно музеј во ова село ќе ви ги пренесам во следната репортажа.